Прегледот од второто суперлигашко коло го почнуваме со натпреварот што го комплетираше првото. Во средата градско дерби играа Вардар Јуниор и Металург на Кале. Подмладениот годинава Металург по првиот пораз во Лигата на шампионите, токму на овој натпревар бараше брзо опоравување, но вардарци добро почнаа. Филип Чурлевски со 2 гола на стартот беше носител на играта во нападот. Оваа добра одбрана на Филип Ивановски и дополнително го подигна мотивот на црвено-црните. Резултатот беше 5-5 по првите 10 минути. Но на спротивната страна одлично бранеше и Дупјачанец, а неколкуте реализации во низа на Јанко Божовиќ и на Бојан Маџовски на брзина го одлепија Металург на 5 голови предност. 11-6. За задржување на темпото до полувремето, избраниците на Лино Червар на пауза да заминат со веќе високо водство од 18-10. Не доби многу шанси Вардар Јуниор во второто полувреме за фаќање на резултатски приклучок. Мотивираните гостински ракометари го задржаа темпото на игра и постојано го зголемуваа водството. 2 гола во низа постигнува Костадин Петров. Ова е погодок и на Лука Мраковчич, кој исто така беше меѓу најдобрите стрелци на натпреварот. Па иако Вардар Јуниор на момент се приближи до 6 гола негатива, Металург подоцна за прв пат поведе со двоцифрена разлика, 26-16. Серија 9-1 направи Металург во тој последен период од натпреварот за конечен триумф од 34-20. Дури 11 ракометари од тимот на Металург се запишаа во листата на стрелци, меѓу кои Никола Костески со 6 гола беше најпрецизен, а по 5 додадоа Петров и Божовиќ. Кај Вардар Јуниор, Бобан Андоновски и Филип Чурлевски беа реализатори на по 4 гола. ГРК борец по победата во првото коло над Металург 2. Во саботата повторно играше во Велес. Овој пат против тимот на Прилеп, кој исто така на овој натпревар влезе со победа од првата рунда. Добро отворија велешани, овој гол на Ивица Лазаровски донесе почетни 2-0, а таа разлика од околу 2 гола постојано се провлекуваше во текот на целото прво полувреме. Иако се играше со малку голови, првото полувреме донесе интересен ракомет, а додека Шаренац и Петковски беа носители на играта кај Прилеп, борец покрај Лазаровски ги имаше и Раде Стојановиќ и Љупчо Игнов расположени за реализација. Со 10-8 за борец се замина на пауза, но веднаш по незиното завршување Шаренац и Ангеловски со прецизни удари од 7 метри изедначија и најавија резултатски пресврт. Но тој не се случи. Раде Стојановиќ, Димитар Икономов и Зоран Стојановски предводеа брза серија на борец од 4-0, пошто Прилеп не успеа да се опорави до крајот. Знаја велешани како да одржат предноста, се играше гол за гол до крај и тврдиот натпревар заврши со конечен триумф на борец од 25-20, втор за екипата од Велес сезонава од исто толку натпревари. Стојановиќ, Игнов и Лазаревски со по 5 гола беа носители на реализацијата кај борец, додека Горан Шаренац беше најпрецизен кај Прилеп со 6 гола. Менде Петковски зад своето име запиша 5 погодоци. Пелистер Пролет, најавено како дерби во Битола, а истовремено и надпревар на кој Пелистер прослави 60 години постоење на клубот. Пред повеќе од 1500 навивачи во салата, силно мотивирани домашните ракометари добро и го отворија надпреварот. На половината од првото полувреме со овој гол на Игор Илиевски поведоа со 6-4. Јовановски и Мајнов реализираа 2 брзи гола во низа и Скопјани изедначија. Но до крајот на полувремето Пелистер одигра одличен напад и со серија од 8-2 на пауза замина со предност од 14-8. Топич, Илиевски и Дрогиршки беа носители на играта на Пелистер во тој прв период од натпреварот, а во ист стил продолжи и во второто полувреме. Зеленобелите поведоа со 18-9, а нешто подоцна и со први двоцифрени 21-11. Со продолжување на добрата игра во нападот, знаеа како да ја задржат предноста до самиот крај на надпреварот за конечни заслужени 30-21. Петар Топич и Младен Чачич со по 6 погодоци беа најдобри кај Пелистер, а печатлив настап имаше и Игор Дрогиршки кој даде 5 голови.
Триото Мајнов, Јовановски, Андоновски искомбинира 15 голови во составот на Пролет. Распоредот на натпревари донесе второ гостување по ред на Охрид во Скопје, а охриѓани по првиот пораз од Работнички во второто коло се сретнаа со Металург 2. Се играше брзо прво полувреме со доста голови. Овој погодок на Марио Танковски со кој го отвори натпреварот, но и охриѓани има расположени стрелци, нешто што Елдин Вржалица го потврди со оваа акција. Ukupno 6 голови постигна Вржалица на натпреварот, а пред крајот на првото полувреме во реализацијата се приклучи Дарко Павлович со 3 гола во низа. Еве ги реализациите на Павлович, кој му донесува водство на гостинот од 14-10 на паузата. Рано во второто полувреме, Малик Хогас и Крсте Андоновски со овие 2 гола дополнително ја зголемија разликата, која се искачи веќе на превисоки 7 голови. 19-12 беше во тој момент. Немаше сили младиот состав на Металург 2 да се врати резултатски во натпреварот. Охрид пред крајот на средбата стигна и до двоцифрена предност од 27-17. Рутинската завршница ги донесе само конечните 29-20. Митекар Иванов, Павлович и Вржалица со скомбинирани 18 поени беа носители на премиерната победа на Охрид во сезоната, додека ке Металург, Марио Танковски и Реджич беа најпрецизни со по 4 погодоци. Еве уште едно подсетување на резултатите од последните средби, со напомена дека преостануваат уште 2 натпревари за да се комплетира второто коло. Во вторник играат Радовиш и Вардар Јуниор, додека дерби не очекува во среда помеѓу Работнички и Металург во Скопје. Еве и табелата во пресрет на тие 2 натпревари. За сега единствен со 2 победи од 2 средби е тимот на ГРК Борец, кој до сега 2 натпревари ги играше на домашен терен. Се уште без пораз се само уште Металург и Работнички. А за крај на овој преглед ве оставаме со топ листата со некои од најатрактивните моменти од 4 одиграни натпревари минатата недела.